Повторно случаи со телефонски измами во Охрид. Непознати лица преку јавување на нивните фиксни или мобилни се обидувале да ги измамат граѓаните, представувајќи се како полициски инспектори. При тоа тие им кажувале дека членови на нивните семејства направиле сообраќајни незгоди и дека треба итно да дадат пари за наводна помош при понатамошна постапка, за членот на нивното семејство да не оди во затвор и да биде ослободен од кривичен прогон. Се работи за класичен обид за измама, во кој што одредени лица, сторители на овие кривични дела, лажно се представуваат како полициски службеници, јавувајќи се најчесто на фиксни телефони во домовите на повозрасни наши сограѓани. При тоа им доставуваат информација за наводно случајна сообраќајна незгода во која што жртви или учесници се нивни блиски роднини или членови на семејството. Изминатата и во 2022 година за исти вакви случаеви пронајдени се сторителите на овие кривични дела. Станува збор за организирани македонски и странски државјани. Полициските службеници кои што работат на оваа проблематика се исклучително професионално едуцирани во насока на расветлување на кривичните дела, но тука станува збор и за една одлична соработка што тие имаат со соодветните служби во Министерството за внатрешни работи, така да оваа заедничка активност и координирана, би рекол, вродува со плод и со пронаоѓање на овие сторители. Се надевам дека за брзо време и овие најнови случаи ќе бидат реализирани, пошто секако дека ќе поднесеме кривични пријави според членот 247 од кривичниот законник за сторено кривично дело измама. Од Охридската полиција апелираат до граѓаните да не наседнуваат на вакви телефонски јавувања и веднаш да ги пријават и посочуваат дека се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителите и целосно расветлување и документирање на ваквите пријавени настани. Нина Ритоновска, Сител телевизија.